Да, заедно со Горан Антевски, еден од луѓето од ракометот, еден од оние кои што може слободно да ги именуваме како човек ракомет, на кого ракометот му е секојдневие, еден од оние ретките кои што беше и на првото европско, на првото светско, кој што ја следи Македонија уште од таа далечна од оваа перспектива 97 година. Горан Антевски е со тебе, Ани, па добро утро и да чуеме што другата страна вели за пласманот на Македонија на големото надпреварување Европското првенство 2026. Добро утро, Бранко. Благодарам на убавата најава. Секогаш е задоволство кога се зборува на тема спорт. Овој пат зборуваме на тема ракомет и пласма на Европското првенство. Мој соговорник утрово и вие го најавивте, Горан Антевски, колега, но и експерт кога станува збор за ракометот. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, благодарам на поканата. Видлива е разликата, можеме слободно да кажеме, одиме во нагорна линија кога станува збор за ракометот, се пласиравме на Европското првенство. Па да, јас сепак би кажал дека ние држиме еден континуитет. Значи, ние имаме добра серија на настапи на европски и на светски првенства, почнувајќи од таа 2012 па до сега не сме пропуштиле јануари во кој што ние настапуваме на големите светски и европски надпревари. И би рекол дека ова е само едно продолжување на она што и во минатото го имаше оваа репрезентација. Секако пласманот на европско првенство значи и продолжување на она што ние го говориме дека ракометот е спорт број 1 во Македонија. Значи продолжување на нашите напори да го задржиме тој спорт на тоа ниво, да привлечеме нови деца кои што ќе тренираат ракомет и се разбира да сите заедно се радуваме на нови победи. Лесно ли е да се носиш со големите европски сили во ракометот? Па, јас би рекол дека Македонија е сила. Може би не сме веле сила, меѓутоа дефинитивно сме сила, бидејќи ние сме една од ретките репрезентации кои што од таа 2012 па до сега не сме пропуштиле европско првенство. Тоа не вбројува во земји кои што во кои што ракометот е игра која што носи резултати. Тешко. Да, тешко е да се игра против големи сили. Тешко е да се игра можеби против Германија, против Франција, против Данска, Шведска, меѓутоа ние сме покажале дека можеме да се носиме со сите репрезентации без разлика од кој ранг се тие. Сме покажале дека она што ние го имаме во себе како ракометен ген и оној спортски инат да покажеме дека можеме, ги носи тие резултати. И да, Европското првенство секако е многу појако од светското, затоа што во Европа генерално се игра ракометот. Сите најдобри ракометари од другите континенти доаѓаат да играат во Европа и затоа Европското првенство е многу посилно од светското првенство. Така да ја и очекувам дека и во иднина ќе настапуваме и на светски и на европски првенства. Какви припреми се потребни сега на националниот состав? Па добро, какви припреми се потребни, сепак тоа е прашање за стручниот штаб. Секако секој потребно е повеќе надпревари. Значи за секоја репрезентација да може да биде добра, да се воигра, потребно е да има надпревари и се разбира не само на репрезентацијата. Потребни се подготовки добри надпревари, воигрување и на клубовите, затоа што од клубовите доаѓаат ракометарите. Ако тие во своите клубови се добро подготвени, во репрезентација е многу полесно да бидат тие склопени, да бидат само да се воиграат на она што е потребно, она што го бара селекторот и во зависност од противникот. Така да верувам дека нашиот стручен штаб веќе ја прави таа програма за Европското првенство. Јас лично би сакал, например, да од тие подготовки, например, да видиме можеби еден турнир во Македонија, она што го немаме долги години, еден трофеј на Македонија кој што во оние 90-ти години го имаше, сега го нема. Можеби тоа би било една добра подготовка и за нив, и за нас навивачите кои што и сите оние кои што сме вклучени во ракометот, кои што сакаме да ја гледаме репрезентацијата, да бидеме со нејза и заедно да се радуваме. И вие буквално живеете со ракометот, постојано сте заедно со нив на терен, во сала. Какво е чувството кога гледаме полна сала? Секогаш знаеме да дадеме огромна поддршка и споминавте вие на почетокот. Затоа и ракометот е број 1 спорт кај нас. Секако на играчите тоа многу им значи. Па, видете, најдобро е кога, ако бевте на последниот надпревар сега што го игравме со Литванија, најдобра слика е после надпреварот, кој ќе видите вие многу дечиња
па не само дечиња, можеби малку по-возрастни луѓе кои што сакаат да се симнат на терен, кои што сакаат да се сликат, кои што сакаат да имаат дрес за спомен, едно селфи да направат, тоа само покажува колку ние го сакаме ракометот, а ракометарите, бидејќи трпеливо одговарат на сите тие барања и да се сликат, и да потпишат автограм, и да се гушнат со некое дете, само покажува колку на нив тоа им значи. Од друга страна, јас само ќе се навратам можеби на една случка која што се уште морници ми поминуваат. 2012 година Европско првенство во Србија, играме со Данска, влегуваме во сала 10.000 македонци. Тоа што вие ќе го видите околу вас, шалови, дресови, тоа е чувство кое што веројатно и спортистите ги носи. Таа полна сала многу им значи, не само во Скопје, не само во Битола, многу им значи и кога се надвор, кога играат и во Литванија, и во Естонија, знаат да го препознаат и навивачите тоа, а знаат и ракометарите да одговорат со добри игри и со победи. Да, секако насмевка на едно дете е најбитно од се. Ова е генерација која што долго време ќе биде дел од нашата репрезентација, млада генерација на ракометари. Какви се очекувањата од Европското првенство? Какви се очекувањата? Видете, континуитетот го имаме. Ние секогаш сакаме повеќе, нормално е, сите очекуваме. Ние првично би посакуваме да Македонија после 2018 повторно го помине тој прв круг, значи повторно да влеземе, не знам, во топ 10. Ние сме сега тука во топ 15, меѓутоа тој чекор да влеземе во топ 10 си да го посакуваме и верувам дека и играчите и стручниот штаб посакуваат на тоа следно европско првенство да прецимаме добра ждрепка. Добра ждрепка подразбирам да имаме репрезентација која што нема да биде толку изразен фаворит, туку со кој што ќе можеме да се носиме и да се надеваме дека можеме да победиме и да ја поминеме таа прва фаза. Значи очекувањата сега ни се да ја поминеме таа прва фаза, бидејќи континуитетот го имаме, пласманите веќе ги имаме, сега тој чекор ни недостасува и мислам дека ако не сега, би сакал да биде сега, можеби на следното сигурно ќе бидеме во тие топ 10, топ 12 репрезентации. Благодарам на одвоеното време, убавата анализа, секогаш е задоволство кога си има ваков соговорник. И благодарам на вас.